Почитувани представници на медиуми, почитувани гости. Велат, цело е кога има се. Што и да направевме до Крива Паланка, ако не се направи делот од Крива Паланка до Деве Бајер, залудно е и затоа се зафативме за работа, го испроектиравме и еве го имаме денот. Денес официјално го означуваме започнувањето на градежните работи за реконструкција и рехабилитација на постојниот државен пат А2 на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајер со Република Бугарија во вкупна должина од 13,2 километри. Развојот и подобрувањето на водно-динамичките услови на коридорот 8 е еден од најзначајните приоритети на владата. Оваа влада ќе продолжи и понатаму да работи на подобрување и модернизација на коридор 8 до ниво на автопат или експресен пат согласно потребите и фреквенцијата на патната делница, а се со цел обезбедување побрз, посигурен и зголемен транспорт на луѓе, стоки и услуги во регионот. Паралелно се вршат целосна рехабилитација на стариот пат Крива Паланка-Ранковце, кој ќе биде завршен пролетва, со што градежните активности на овој регион целосно ќе се модернизираат и комплетираат. Да ве информирам само дека минатата недела веќе заврши тендерот и воведена во работа имаме изведувач за од Страцин до Ранковце, во текот на февруар ќе имаме од Куманово до Страцин, што значи ќе бидете комплетни за година-две, нема да имате никаков проблем, кој што за патен правец кој ви стоел 50-40 години не чепна. Јавното претпријатие за државни патишта во соработка со Секретаријатот за европски прашања, Министерство за финансии и Министерство за транспорт и врски обезбеди грант средства од ВБИФ инвестицијска рамка за Западен Балкан, инструмент на ЕУ во износ од 2,4 милиони евра. Заем од Европска банка за обнова и развој во износ од 10 милиони евра и 1 милион сопствени средства на јавното претпријатие за државни патишта, се со цел да се овозможи рехабилитацијата и проширувањето, како и на одредени делови со трета лента на делницата Крива Паланка Деве Бајер. Изведувачот Гранит ќе има рок од 24 месеца да го изведе проектот, така што по проширениот пат ќе се води најдоцна до почетокот на 2022 година. А ние ќе се потрудиме да го притиснеме да биде и порано тоа. Завршен е надзор на градежните работи и избрана компанијата Евроконсалтинг здружена со Генг. Предвидената реконструкција и рехабилитација на државниот пат А2 е поделена на 3 подделници. Првата е од 0 до 2,5 километри, каде е предвидена чиста рехабилитација од причина што трасата минува низ населени места. На втората поделница до 8 километар се прави реконструкција, односно патот се проширува со трета лента со ширина од 10,35 метри. Вториот дел од трасата започнува со трокрака површинска крстосница, каде ќе се отвори дополнителна лента, со што се овозможува комуникација помеѓу А2 и собствениците на приватните објекти. Понатаму, од третиот до четвртиот километар ќе се изврши девијација, односно напуштање на постојниот пат, каде новопроектираниот пат се пресекува со крива река на 4 места и на овие пресечни точки се проектирани нови мостови, а се прави и девијација на речното корито. Ова е се со цел да се избегне вашата црна точка патна овде, која што за жал била причина за многу сообраќајни несреќи. Нова поделница ќе се реконструира и првиот постоечки мост на влезот од село Жидилово, а додека останатите 2 постоечки моста ќе се срушат и ќе се изградат нови. Значи, имате 9 моста, од кои што 6 сосема нови и 3 кои што ќе се реконструираат и прошируваат. Третата поделница од 8 па до 13 километар, во кој дел е предвидена рехабилитација на постојниот коловоз и проширување на 2 постоечки виадукти со трета лента. Дозволете да изразам благодарност до Европската Унија и Европската банка за обнова и развој за обезбедувањето на грантот и затварањето на целосната финансиска конструкција за изведба на оваа значајна делница. На крај им посакувам успешна работа на изведувачот Гранит и надзорот Евроконсалтинг. Ви благодарам.